Ја пријатно сум изненаден од предлог буџетот за 2026 година поради следните причини. Прво, затоа што толку конзервативно проектирање од самиот почеток на основен буџетски документ, ние не сме виделе последните 15 години. Јас се занимавам секоја година, не само овие 2 години што сум во фискален совет, бидејќи тоа и ми е, да речем, академско поле, кај што го покривам. Така да, така конзервативно проектирање, освен растот на бруто домашен производ од 3,8%, кој што сметам дека е малку пооптимистички, но има и образложение зашто е тоа така. Затоа што треба да се влева малку повеќе оптимизам за економска активност, а и самата влада се влегува во одреден притисок на таква проекција. Мора да се заложи за да работи на тоа, за да тоа се остварува, но од аспект на проекциите глобално, фискалните компоненти, како приходната, така и расходната страна, никогаш не сме имале проекции каде што е испод, дури номинално, испод растот плюс инфлација во тој дел. Ние оваа година имаме раст на приходната страна околу 3,5-3,6%, доека раст кај расходната страна 2,5%, што е едно правило кој што одамна ние го препорачуваме, а не е вградено во фискалните правила во законот за буџет. Значи не е задолжително. Прв пат оваа година расходите се проектираат со помала динамика од приходната страна, што упатува на стратешка ориентација на владата, посебно на министерката, за фискална консолидација и е за поздравување.